каде да буцнете во затворскиот систем е труло. Така. И она што мене сега на почеток ми беше приоритет е безбедноста во затворите, затоа што таа беше нарушена. Ако ви повторам, ако сме доведени во ситуација да затворската полиција се плаши од затвореникот да влезе во неговата келија, ако затворениците се чувствуваат посилни од системот, ние сме пред распад во таква ситуација. Сега, тоа ми беше приоритет, меѓутоа и ова го правам, имам ангажирано. Се уште е на ниво на советување, меѓутоа со прекрасни професорки Гордана Лажетич, Елена Мујоска, еве ќе се вклучи во едно време веројатно и професорката Грујовска, кои што се од оваа област. Да направиме измени во Законот за извршување санкции, именно сега може, ама не мора, ако му се понуди на некој затвореник да биде работно ангажиран, он може да ви каже мене ми е окей, си лежам тука, си јадам, не сакам да бидам работно ангажиран. Не сакаш да бидеш работно ангажиран, тогаш нема да имаш погодност. Сега ќе биде задолжително, барате. Задолжително значи повторно не може да вие на сила да го ангажирате. Меѓутоа можете погодностите да му ги земете. Во таква ситуација, ако ти не сакаш да бидеш... Тоа е казна, така е, да вие немате 7 сата, да немате викенд, да немате одмор, за нив е казна тоа. И тоа ќе бидат такви работи направени во идните измени кои што ќе бидат направени во Законот за извршување санкции. Може би дури и стимулирање, се испитуваат сега, има различни модалитети, да речеме, има затворски системи низ Европа, збориме за земји на Европска унија, не Европа, пошто и ние сме, ама не сме дел од Европска унија, каде што дополнително затворениците се мотивираат со тоа што ако вие работите, добивате намалување на затворската казна. Имено, така, тоа е добар систем. 4 дена работите, 1 ден ви се кине од затворската казна. И вие сте и на тој начин стимулирани. Така да се работи и на тоа, меѓутоа разберете ме, не се има време да сето ова се разгледува и се работи. Имам јас неколку веќе состаноци. Еве, да речеме, друга тема која што е. За жал, јас бев оптимист и јас најавував дека овој веќе период алките, затворските алки, оние за надзор што се алки. За следење, да. За следење, кој што при тоа да напоменам од 2015 година ги имаме како држава добиено, така, и ако не ги ставиме до крајот, така е за пробацијата. Ако не ги ставиме до крајот на годината, 633.000 евра треба да платиме на нашите донатори како пенал, ќе бидат ставени, меѓутоа тендерската постапка е документација е завршена сега. Јас сум оптимист дека до крајот на годинава, најдосна првата недела две после нова година веќе тие ќе бидат ставени во функција. Од тука веќе имавме пред 2 недели, мислам дека во еден скопски хотел со помош на невладината организација Млади правници, они го спонзорираа настанот, они го организираа. Така, тие се залагаат за повеќе пробацијски мерки, меѓутоа судовите останува на судовите да ги изрекуваат. Меѓутоа јас лично, има и одреден број на судијки кои што веќе судат условни казни, условни пресуди, и со нивна помош ќе ги посетам сите судови низ Македонија, затоа што има голема разлика меѓу бројот на пробацијски случаеви кои што се од Скопје и од останатите градови. Огромна разлика. Да ги стимулираме, да ги охрабриме, а дури повеќе, на крајот од денот и да се смени законот, во кој што во зависност од земја до земја, мене ми е тоа најблиску, дали 1/4 или 1/3 која ќе остане од казната на осуденото лице, по автоматизам тој да го префрлуваме на пробација. Нормално, ако е нормален затвореник. Така, сите другите резултати во текот на одслужувањето на казната, како ќе влијаат на тоа. Меѓутоа, сакам да ви кажам, и на тоа се интензивно работи и јас сум оптимист дека ќе ја заживееме и дека ќе бидеме пример и во Европа и во регионот
најдобар пример се Србија, таму е многу отидена напред таа работа со алките. Меѓутоа, јас сум оптимист и јас ќе се потрудам искрено во нареден период, првично нека дојдат, нека ги оспособиме, а бидете сигурни дека тоа ќе се случи, дека алките ќе бидат ставени во функција, во идно време што поголем број на алки, така да речам, да бидат употребувани, со самото тоа ние ќе заштедиме едноставно како држава. И пренатрупаноста ќе се речи. И ќе намалиме пренатрупаноста и ќе заштедиме. Имено, просечно еден затвореник нас како држава не чини 30-35 евра во зависност од затвор до затвор. Или на наши пари 2000 денари. Помножете го тоа со 365 дена во годината, доаѓаме над 10.000 евра дека еден затвореник не чини. Ние со 10 затвореници ние ќе заштедиме над 100.000 евра. Само 10 да имаме алки текот на една година. Јас верувам дека многу поголем број на такви затвореници ќе имаме и ќе ги охрабриме, ви велам, и ќе ги едуцираме судиите, затоа што од нив зависи. Ако они не судат, да тие ги изрекуваат тие мерки. Така е. За крај на овој разговор сакав само да ве прашам дали, пошто вие рековте дека вие го подпишавте условниот прекин на затворот на 30 дена поради лекување на осудениците од 27 април, дали се вратија тие сега? Да, најголем дел. Имено, Марина, не е само за нив. Така, секој едно да расчистиме тоа. Ако дојде осудено лице, ако поднесе барање, некој Александар, дека има закажано хируршки зафат, кој што не одложене во рок од 10 дена, 15, 20, 30 дена, има закажано кај некој специјалист и дека тоа е од животно загрозувачка работа, ако не ја направи тој хируршки зафат, јас на тоа осудено лице му давам прекин од, можете и пократок, меѓутоа 10, 20, 30 дена. И не се само овие од 27 април. Овие најголем дел се вратени, меѓутоа морам да потенцирам дека половина, можеби и повеќе од половина, имаат во меѓувреме после тој прекин има добиено судски прекини, затоа што со истата таа документација одат во судовите и немал дел од нив имаат под нови 30 дена, 60, 90 дена има добиено прекини, дел се сега во македонските затвори, ама нема ниту еден да издегол, а да она што го говоревме преска сега да е во бегство, да не е вратен во затвор.